Бадникова Литија за прв пат во Тетово. 80 дечиња ја пееја песната Вечниот Бог низ тетовските улици. Тие беа собрани во соборниот храм Свети Кирил и Методий, со благослов од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, се упатија низ стокаците во горниот дел од градот, спуштајќи се низ централното градско подрачје. Господ Бог да ве благослови. Ме радува што ве гледам во толков голем број, што пеете ова прекрасна песна Вечниот Бог. Од овдека, од овој храм, сега ќе појдете по градските улици, пеејќи истата песна и ќе го делите благословот и мирот Божи низ тетовските улици. Со оваква младина, со оваква воспитана младина, нашата Македонска православна црква и нашиот народ и нашата татковина има добра иднина. Господ да ве благослови и да се гледаме што порадосни и повесели. За многу години празник. После подолго време во Тетово повторно се случува Бадниковата Литија или поворка, која што има за цел да го прослави моментот на раѓањето на Исус Христос. Пораката која што овој момент ја праќа е голема, така да кон целото човештво, бидејќи вечниот Бог, оној кој што целото човештво го бара долги години, се раѓа во овој момент како Исус Христос. Така да таа радосна вест денес ја објавуваа нашите деца. Тетовци ги пречекаа дечињата кои го најавија раѓањето Христово. Среќни се што се враќа старата традиција на пеењето на вакви божични песни. Многу убава иницијатива да се одбележи Бадник и баш мислим ова не е традиција кај нас, меѓутоа видовме како треба да се прославува и еве на некаков начин да ја почнеме таа нова традиција во Тетово и се надевам дека ќе продолжи долго време да обстојува. Сега ќе се помине по тетовските улици, кое што е прв пат во Тетово се случува и како што е прв пат и многу богато, радосно со преку 70-80 дечиња и плюс со нивните родители да ги прошетат улиците да се види дека во Тетово постои христијанство, постои македонски народ. И Гостивар беше дел од славењето на Божик со Бадникова Литија низ улиците. Дечињата носејќи ја Виетлемската пештера, ја пееја Вечниот Бог, навестувајќи го големиот празник.